Светското првенство ќе се игра на 16 стадиони во 3 земји: САД, Канада и Мексико, а 1248 играчи се наоѓаат на списокот на 48 екипи учеснички. Ќе видиме дури 104 надпревари, никогаш повеќе национални тимови и никогаш повеќе надпревари. Но уште пред да почне, имаше големи проблеми и недостатоци. Американските власти беа строги кон издавањето на визи, особено за селекцијата на Иран, чии фудбалери во последен момент добија дозвола да влезат во САД, додека голем дел од челниците на нивниот фудбалски сојуз беа одбиени. Без билети останаа и голем број на нивни фанови. Првиот човек на FIFA, Gianni Infantino, призна дека проблемите биле Иран, визите и билетите. When people were saying, well, it would be impossible for Iran to come to the World Cup, I told them and I promised them that they would come, and if I had to go with a bus to Tehran and drive them here, I would do that. Their answer was, we will take the bus ourselves and drive it if need be. We qualified and we want to play. Инфантино призна и дека не можеле ништо да сторат откако американците му забраниле влез на најдобриот африкански судија Омар Артан, кој иако бил на списокот на FIFA, сепак нема да суди на мундијалот. Maybe sometimes it's good as well to just, chill, relax. We work on everything. We try to solve everything. Sometimes to immediately start screaming and shouting has the opposite effect of finding a solution. Believe me when I tell you, or don't believe me if you don't want, but we try always to find solutions. Always. Инаку што се однесува до фудбалскиот дел, таму титулата освоена пред 4 години во Катар ја брани аргентинската репрезентација, додека дебитанти се селекциите на Курасао, Зеленордските острови, Узбекистан и Јордан. Бразил е рекордер со 5 титули, Германија и Италија имаат по 4, Аргентина има 3, Франција и Уругвај беа најдобри 2 пати, а листата на поединци ја комплетираат Англија и Шпанија со по 1 пехар. Репрезентациите се поделени во 12 групи. Групната фаза ќе ја поминат 2 првопласирани од секоја група и 8 третопласирани.